Бидете така. Еве како е адресирано писмото до мене. Почитуван, веројатно се однесува на мене, не пишува, бидејќи редовно ве следиме на социјалните мрежи во напорите за демистификација на лажниот патриотизам и лицемерие на нашите поранешни партиски другари, еве во прилог едно USB, врз основа на кое може да се подсетиме на ликот и делото на Антонио Милошовски, вечниот паразит во партијата. Се извинувам за зборовите се од писмото го добив анонимно, ќе биде на располагање на судот ако одиме со патриотите од Алиекспрес на вештачење. Затоа заслужува, се однесува на Антонио, да се постават следните прашања. Прво, како се осознал како македонски българин? Дали навистина плачел, како што тврди Љупчо Нешков од БГНС? Тоа е Бугарска информативна агенција. Натака, како делеше бугарски книги добиени од Красимир Каракачанов на факултетите и по студентските домови, со цел и другите студенти да се осознаат. Натаму, како носеше партишки обележја на ВМРО СМД по неговите рокерски јакни? Натаму, како спиеше кај Каракачанов на кровот? Натаму, колку пати годишно одеше во Софија? Натаму, како заеднички учествуваше на панахидите за Тодор Александров на Мелник? Не е грев да се биде на панахида на Великанот, стои во заграда, но тој за разлика од другите одеше токму на денот кога Каракачанов и неговата младешка организација организира. Фотографиите на младешката организација со Антонио со гордо развиорени бугарски знамиња се уште се на интернет. Ја ќе подсетам, има и видеа. Баш неодамна се вртеа по Facebook. За оние кои што се упорни. Натаму, како ги снимаше со диктафон седниците на ИК на УМС, каде Димитар Димовски во наводници глумец и Горанчо Јовановски отворено го исмева дека е българин, следбеник на Симеон II, Аспарух и слично. Како потоа истите снимки ги користеше да се додворува до повисоките структури? Мислам дека ова се однесува на Доста Димовска, оти ја знам релацијата која што имаше со Доста. Бог да ја прости. Една прекрасна жена, но имаше своја јасна, изразена пробугарска линија, што според мене не е греф. Греф е кога ја имате, а се криете. Она беше отворено и имаше своји ставови, мислења и така натаму. Но да продолжиме, станува поинтересно. Патем, дали глумец го има истото мислење за Антонио и дали му кажа на патриотот, другар му Христијан Мицковски, за осознаената фаза на Антонио? Натаму, како се представуваше како репресиран българин во УМС, само да им се додвори на Доста Димовска, Димитар Димитров и другите, и со тоа да напредува по хиерархијата на партијата? Натаму, како по смената од ИК на УМС даде интервју во Дело, каде во еден дел зборува дека нашата историја е фалсификувана, користејќи го својот поетски речник, дека за една лага да се представи како вистина, истата се представува како вистина. Ова реченица не ми е нејасна, али не е битно. Ќе премотаме напред назад снименото, па ќе видиме на што мислеле. Како, од кога на вистина напредуваше бескрупулозно, ги заборави сите негови пријатели од УМС, одговарајќи им не те познавам. Лесно. Знаеме како го прави тоа. Како ја напиша песната Бирократче, за која јавно тврдеше дека е посветена на Филип Петровски, кога јавно ја читаше, фала Антонио, апострофирајќи го стихот Беднику Антички. Фала Антонио. Да наздравиме за тоа. Кафе, ама ќе наздравам. Дали се сеќава на истата песна, кога потоа се сликаше со знамето од Кутлеш и кога даваше изјави за значењето на споменикот на Александар Велики од Плоштад? Па гледајте, па ми се погодила и шолјата за денешната емисија. Браво. Како во една од неговите песни напиша: "Јас умирам во книга, учебник, историја", опишувајќи символично
како тој со неговиот български идентитет умира во книгите и учебниците кои не представуваат како българи, ами како македонци.